на лице место е следната содржина. Марија ја слушаме и ја гледаме заедно со Наум по трет пат. Заедно со Симона Неделковска, следна е темава. Вели хуманитарен базар срекна баба Марта во рамките на Црвениот крст. Марија, се надевам се слушаме и се е во ред за да оствариме уште едно линковско вклучување и да им кажеме на сите зошто треба да дојдат на овој хуманитарен базар. Добро утро, Кате, повторно уште едно линковско вклучување се разбира интересно со оглед на тоа дека ќе го најавиме хуманитарниот базар кој што се организира во рамки на Црвениот крст на град Скопје и оваа година, велам и оваа година, бидејќи се одржува секоја година традиционално во првиот ден од месец март. Овој хуманитарен базар е насловен Срекна баба Марта. Повеќе детали за овој хуманитарен базар и секако која е целта ќе дознаеме од моите две денешни гостинки, а најпрво ова вклучување ќе го започнам со мојата денешна гостинка Симона Ивановска. Добро утро и добро дојдовте во нашата утренска. Добро утро. Како сте ово утро, како тече всушност, како течат овие подготовки за овој хуманитарен базар? Така, во рамките на Црвен крст на град Скопје, веќе 12 години како во програмата за активно и здраво зраење, се трудиме да внесеме некоја посебна енергија, која што ја носат самите лица во трето доба. Станува збор за социјален сервис, кој што се труди да имаме тековна програма, која што имаме доста активности, како креативна работилница, сликарска работилница, чиконг вежби, многу едукативни предавања, прошетка, културни манифестации и слично. Меѓу најпопуларните токму денешниот хуманитарен базар кој што го подготвуваме во месец февруари. Во креативната работилница тековно целиот месец изработуваат многу видови на мартинки. Работилницата се одвива секоја среда од 10 до 12 часот и токму за 1 март веќе сме на нашиот штанд поставен денеска во трговскиот центар Веро Джамбо од 9 до 15 часот, каде идејата е да се продаваат сите овие мартинки по една символична цена, да едноставно денеска целиот град биде во црвено-белата боја. Еве, со оглед на тоа дека традиционално се одржува овој хуманитарен базар, има ли интерес за купување на овие мартинки, односно дали имаме хуман народ? Секако, ние овој пат мислам дека ја надминавме бројката, токму затоа што побарувачката беше и претходните години доста голема. Очекуваме денеска да биде исто доста посетен нашиот штанд, изработени се повеќе од 1000 мартинки, така да ги покануваме сите кои што се во можност да дојдат да го посетат нашиот штанд. Изработени се повеќе од 1000 мартинки во разни бои, разни модели, еве може да се видат и на нас како ги носиме истите. Колку лица во самиот, колку корисници на дневниот центар ги изработува и колку време се подготвуваат? Така, креативната работилница обично ја посетуваат околу 30 на активни корисници. Подготовките, како што кажав, месец февруари ни е буквално насочен кон подготовка на 1 март. Изработките можеби се навистина уникатни, така да мислам дека би било исто така доста побарано и за наредна година се подготвиме во уште повеќе на број. Секако освен делот за хуманитарниот базар, верувам дека овие активности се на некој начин и убаво пополнето време на самите корисници. Може ли нешто да кажеме околу самите корисници, односно оние кои што не гледаат, можеби сакаат исто вака времето да биде пополнето со вакви активности? Така, сите кои што се лица во трето доба можат своите пензионерски денови да ги поминат продуктивно во дневните центри во рамки на Црвен крст на град Скопје, во Даре Джамбас, во дневниот центар во Чаери, дневен центар во Сарај, така да може да си дојдат, да се видиме, да се зачленат од 9 до 15 часот секој работен ден, каде што преку забавен начин, преку дружење ќе може своето слободно време да го користат продуктивно и хумано. Ви благодарам многу за одвоеното време, а сега ќе ја прашам и интересни прашања, секако ќе слушнеме интересни одговори од мојата денешна гостинка Цвета. Цвета, добро утро, добро дојдовте во нашата емисија, како сте ова утро? Добро утро, добри, како сте вие? Добри, и јас се разбира добра на овој преубав хуманитарен базар. Колку време сте корисник во дневниот центар за стари? Веќе трета година.
Како го поменувате времето во самиот дневен центар? Може ли да им препорачате на оние кои што пројавуваат интерес зошто да дојдат, зошто е забавно? Сите пензионери нека дојдат кои се слободни, кои сакаат да учествуваат и да бидат продуктивни како ние, еве што изработуваме ова, нека повелат во дневниот центар Даре Џамбаз. Велите продуктивни, колку мартинки изработивте вие? Јас изработив околу 50-тина. Макотрпно ли е да се изработуваат мартинки или уживаат? Не, со големо задоволство ги работиме, те знаеме дечињата ќе ги носат со радост. Верувам, Возрастните, не само дечињата. да, верувам дека ќе ги носат и дечињата и возрастните и дека ќе дојдат денеска да купат од вашите изработени мартинки. Сакам на крај да напоменеме и кои се оние народни традиционални верувања за носењето на мартинки. Може ли да не откријат? Да. Уствари, мартинките се прават во две бои, црвена и бела. Црвената боја представува љубов, радост, среќа, берикет, а белата чистота се знае. И се носат мартинките и кога ќе се види првата птица, да го кажете, првата птица кога ќе се види, преселните птици, штрк или ластовичка, се врзува на дрво расцветено и се замислува една желба. И во таа година желбата ќе биде исполнета. Така се верувањата. Така се верувањето, но еве ќе ве прашам дали можеби некоја ваша желба си има исполнет. Па не сум врзала. Не сте врзале, но верувам оваа година ќе биде. Да, оваа година обавезно ќе направам. Јас сум веќе сум година, јас сама нема врска тоа. Има врска, тоа се разбира. Ви благодарам многу и на вас за двојното време и секако што не пречекавте тука на овој прекрасен базар. Благодарам и на вас, на вашето гостување. Благодарам уште еднаш. Овој преубав хуманитарен базар кој што е организиран во рамките на Црвениот крст на град Скопје. Еве можевте да видите колку преубави мартинки има, се разбира во црвена и бела боја и во разни видови се разбира. Можете да дојдете овде и да купите некоја мартинка, да ги спроведете оние народни верувања, а се разбира и со самото купување на некоја мартинка ќе придонесете за остварување на некоја хумана цел.